Почитувани автори, почитувани гости, дами и господа, представува особена чест што по само 6 месеци по поставката во Венеција, во рамките на 18-тата меѓународна изложба на архитектура, изложбата Лабораторија од минатото за иднината, приказни за летната школа за архитектура во манастирот Свети Јоаким Осоговски, 92-2017, во нашите простории ја представуваме и на македонската јавност. Како и со секој од серијата културни и уметнички настани во изминативе 4,5 години, кои се одвиваа на овој простор, така и сега верувам дека со тоа придонесуваме за дополнителна промоција и афирмација на македонските креативни автори и уметници, кои тоа без друго го заслужуваат. Со представувањето на годинешниот македонски национален представник на 18-тата интернационална изложба на архитектурата во Венеција, верувам дека на најсоодветен начин ја испраќаме оваа година, гледајќи со поголем оптимизам и верба за новата, следната 2024. Имено во корелација со насловот на изложбата, од минатото за иднината, нека ова богатство, ова убавина, биде наш влог за едно време кое, да се надеваме, ќе биде посрекно од денешново. Токму архитектурата поседува содржина и тежина и значење што трае низ вековите. Или како што вели еден од најпознатите архитекти на нашето време, Френк Гери, архитектурата треба да ги опишува времето и местото, но и да се стреми кон неминливост. Верувам, не е претерано ако кажеме дека нашите архитекти, нашите уметници создаваат вечност и неминливост. Почитувани познавачите знаат дека учеството на Венецијанското архитектонско биенале подразбира сериозен авторски и организацијски ангажман. Годинава дефинитивно бевме соодветно представени, затоа би сакал да се заблагодарам на авторите, на Министерството за култура, на комесарот на изложбата, на кураторите и на сите кои на било каков начин беа инволвирани во креирањето и поставувањето на изложбата. Ние не сме голема, богата и моќна земја, но без било каква дилема имаме традиција, култура, уметност и архитектура, се разбира, на највисоко ниво. Имаме креативци и автори кои имаат што да му кажат и покажат на светот. И сето ова треба да го негуваме и поддржуваме. Морална обврска на секој од нас е во рамките на нашите можности, а на секоја институција законска обврска е согласно надлежностите, да работиме на афирмација на македонската архитектура и на македонските автори.